Една од најупотребуваните хранливи намирници кај нас, па и во светот, е гравот. Петочната традиционална македонска трпеза најчесто не може да се замисли без македонскиот грав. Како нашите домакинки го подготвуваат? Ја го одвечер закиснам, изчистам, измијам, закиснам. Утрето па го премијам, крумит издробам. Ако имаш сега, од ја не постам, од коска, од нешто месното ставам, ако нема, па може и после да се свари, крумит, зетин, нормално се стави. И тенка запршка, оти повише грав ставам, брашно да не треба. Правиме некогаш и тавче, гравче, ама сега обично постари сме, правиме го манџичка повеќе. Честата употреба на гравот не е случајна, зашто луѓето од многу одамна ја знаеле богатата хранлива вредност на овој зрнест плод. Мешунките на гравот се богати со антиоксиданси кои се борат против штетното дејство на слободните радикали кои предизвикуваат рак. Докажано е дека гравот делува лековито при рак на дебелото црево и рак на простатата. Гравот го намалува нивото на холестеролот во крвта, ги врзува токсините во цревата и помага за нивно исфрлање. На тој начин гравот го чисти организмот од токсините и е одличен диуретик. Ова е резултат на тоа што гравот го содржи најкорисниот протеин за човековото тело кој брзо и одлично се апсорбира во организмот. Освен тоа, гравот е богат со минералите железо, калиум, калциум, фосфор и цинк, а од витамините ги содржи сите од групата Б, особено Б6, потоа ПП и витаминот Е. А како кај нас се одгледува традиционалниот грав? Саде се пролетта, мислам раната пролет, па сега за почетокот на септември се бере, бубреко по штипски, значи он може и понасуво, нели може да издржи и без вода, а додека плиткаро, покрупниот грав, мора да се наводнува и пушче ластинки, у висина мора да биде со пченка. Како да го препознаеме квалитетниот? Па кај е чист, знаеш, зрното кај биде уедначено. Значи, кај има уедначено зрно, тога е добар и се варе еднакво. За оние кои не знаат, гравот во Европа е донесен во 16 век, а на нашиве простори пристига од Италија еден век подоцна.